Почитувани гледачи, време е за регионалните вести. Нема веќе нови регистрирани случаи на затруени пациенти во Теарце, покажа увидот на Центарот за јавно здравје во амбулантите во оваа општина. Пациентите беа затруени од загадена вода од селските водоводи. Од Центарот за јавно здравје Тетово со препораки да се извести населението во Пршовце, Глоги и Теарце да не ја користат водата за пиење. Забраната да биде истакната на јавни места да се користи флаширана вода. Здравствените работници од Центарот утре ќе ги проверат резерварите со вода во овие три села и ќе дадат препораки до ЈКП Теарце за надменување на проблемот со загадувањето на водата. Од водата за пиење во Теарце според одредени проценки имало околу 500 затруени пациенти. Сите имале диареја, повраќање и болки во стомакот. Од Центарот за јавно здравје од амбулантите во Теарце добили известување дека состојбата се смирува и нема веќе нови регистрирани случаи на затруени пациенти. Труење имало и во минатите години, но не во толку голем број и со толку големи симптоми, потврдуваат од амбулантата во Теарце. Ова се случува секоја година, но ова година е нешто со поголем интензитет и нашите претпоставки дека е вирозно. Истакна доктор Бетим Лимани. И редовните испитувања на Центарот за јавно здравје покажуваат дека водата од селските водоводи е загадена. Во 50% од водоводите имало микробиолошко загадување. Здравствените работници повторно апелираат на преземање на превентивни мерки за да се спречи загадувањето на водата. Пречистителни станици и станици за дезинфекција кои ќе бидат добро заштитени и да постојат адекватни хлоринатори, луѓе кои што ќе бидат обучени да управуваат со тие хлоринатори, тоа ќе биде во најголем дел надминати проблеми од ваква природа. Истакна доктор Илија Илиовски од Центарот за јавно здравје. Во Теарце жителите се снабдуваат со вода од река Бистрица која најпрвин се акумулира во базен. Останатите села од општината се снабдуваат директно од река. Полицијата привела неколку лица поради поседување дрога. Физички нападнати двајца малолетници во два одделни случаи. Поради поседување дрога приведени двајца гостиварци на возраст од 36 и 42 години. Кокаин е пронајден при нивен и преглед на возилото во кое се наоѓале, откако полицијата го запрела возилото вчера околу 22 часот и 40 минути во близина на угостителски објект во тетовското село Жеровјане. По документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Предходно околу 21 часот на улица Ѓорче Петров во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 33 годишник од Тетовски Порој, кај кого при преглед е пронајдена марихуана. Физички нападнати двајца малолетници во два одделни случаи. Вчера околу 14 часот пријавено е дека во угостителски објект во Гостивар 19 годишен гостиварец физички нападнал 15 годишник исто така од Гостивар, пошто го оштетил и инвентарот во објектот. Приведен е и задржан во полициската станица Гостивар за расчистување на случајот. 40-годишна тетовка пак вчера пријавила дека на 12 август годинава, околу 16 часот, додека се движел кон местноста Бањиче во Тетово, незиниот малолетен син физички бил нападнат од едно лице, кое било со уште две други лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и дека целосно расчистиле 4 тешки кражби во верски објекти и поднеле кривична пријава против 18 годишник од тетовското село Озормиште. Тој се сомничи дека во мај и јуни оваа година насилно провалил во црквите во тетовските села Радиовце, Волковија и Јанчиште и по комплетно пребарување на нивната внатрешност одземал парични средства, односно противправно се стекнал совкупна имотна корист, која се проценува на 8.500 денари. Осомничениот и претходно е пријавуван во СВР Тетово за вакви и слични кривични дела, кои претежно ги извршувал на поширокото тетовско подрачје. Ваучери за зелена нафта во гостиварскиот регион ќе добија 325 земјоделци. Од општинската организација на СДСМ во Гостивар велат дека со оваа мерка се намалуваат трошоците на земјоделците и се создаваат услови за рентабилно и конкурентно производство.
Општинската организација на СДСМ во Гостивар денес на пресконференција ја представи мерката Зелена нафта, преку која земјоделците добиваат субвенции за користење на нафта за земјоделската механизација. Владата предводена од СДСМ ги слуша потребите на земјоделците и создава амбиент за тие да имаат рентабилно и конкурентно производство, потенцираа социјалдемократите. Со најновата мерка Зелена нафта се овозможува огромно олеснување на земјоделците во производството на земјоделските производи. Со мерката Зелена нафта, земјоделските производители добиваат субвенции за користење на нафта, со што ќе се зголеми ефикасноста во производството, ќе се намалат трошоците, а со тоа и земјоделските производи ќе бидат поконкурентни на пазарот. Со Зелена нафта директно се намалуваат трошоците на земјоделците. Се зголемува конкурентноста на нивните производи на пазарот, а тоа ќе донесе и поголеми приходи во нивниот домашен буџет. Мерката предвидува 30% пониска цена за евродизел за земјоделската механизација. Со мерката ќе бидат офатени 55.000 земјоделци на државно ниво, од кои 325 се од Гостиварскиот регион. Гостиварските земјоделци ваучерите за мерката Зелена нафта може да ги подигнат во подрачната единица на Министерството за земјоделие. На овој начин, кај земјоделците ширум државата се враќаат околу 200 милиони денари. Оваа влада, предводена од СДСМ, прави многу за земјоделците. Со измената на Законот за земјоделско земјиште овозможуваме правилна распределба и го враќаме целокупното обработливо земјиште кај вистинските земјоделци. Младите земјоделци ќе бидат ослободени од плаќање на закупни на 3 години. Пчеларите ќе може да добијат државно земјоделско земјиште, овозможуваме изградба на објекти за промоција на земјоделски производи. Кој земјоделец колку пари ќе добие од мерката Зелена нафта зависи од видот на производството и површината на земјиштето што го обработува. Успешно се реализираше третата крводарителна акција годинава во секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници и вработените во СВР Тетово ја покажаа својата хуманост на дело, дарувајќи крв во просториите на секторот. Денес успешно се реализираше третата акција годинава за доброволно крводарување во организација на службата за трансфузиологија при Тетовската болница во соработка со Црвениот крст. Денеска во СВР Тетово во период од 9 сатот до 13 имаме крводарителска акција. Одзивот до сега, според нашето планирање, 100% е реализирано. Во просек колку единици крв се собираат на овие крводарителни акции? Па ние во СВР секогаш сме зеле добар број, така што обично 2 пати организираме во текот на годината, во март, април и сега. Во март сме взеле поиќе, сега бидејќи времето малку е потопло и луѓето се по одмори, по други работи, нормално и бројот на дарувања е помалку. Потребите од крв се постојани, но секогаш се добродојдени нови крводарители, порачуваат медицинските работници. Па ние во текот на летото од секоја крвна група што ќе земеме од дарителите, сме благодарни. Која и да е група, за нас е добродојдено. Така што секој добро намерен не мора при акции вакви што се организираат по фирмиве, по организацииве, кај нас во службата може да дојдат и во секое време да даруваат. Еден апел зашто треба да се дарува крв? Па, дарувањето крв е здравје во прв ред за самиот тој што дарува, за дарителот. Во друга страна, секогаш ние сме потентни пациенти кои може да примаат крв, затоа секој што дарува, нека се мисли што е здрав, добар, може да дарува, да не биде на другата страна, каде што треба да се прима крв. Свесни за значењето на крвта, повеќето вработени во СВР Тетово се повеќекратни дарители. Јас сум Раиф Селими, самостоен инспектор во СВР Тетово. Давам крв по овој 10-тиот пат и апел до сите други здрави граѓани да помогнат при дарување на крв. Во претходната акција беа собрани 30 на единици крв или вкупно годишно во СВР Тетово се собираат над 150 единици од течноста која значи живот.
Православните верници вчера го чествуваа празникот посветен на светите 7 маченици Макавеи. Во Глоѓи празникот одбележан со голем црковно-народен собир. Во црквата Свети Атанаси во Глоѓи вчера се прослави празникот посветен на светите 7 маченици Макавеи. Црковно-народниот собир започна со чинот на водосвет, кој го извршија повеќе свештенослужители од Тетовското архирејско наместништво, пошто беше прережан и кумскиот колач. Пред присутните протоиереј Ставрофор Мирко Станковски одржа беседа за 7 свети браќа. Сирискиот цар по име Антиох Епифан го освоил Ерусалим, го ограбил храмот, убил многу луѓе и одвел во робство околу 40.000 луѓе. Сакајќи да го воведе до поклонството во Ерусалим, тој им забранил на јудејците да го извршуваат светото богослужение, ги изгодел светите книги и на крај го обесчестил храмот со поставување во него на идолот на богот Јупитер. Но пример на верност на Мојсевиот закон и на татковската вера дала една мајка по име Саломија со своите 7 синови. Тие потекнувале од родот на Макавеите. Пред очите на мајка, царот Епифан ги мачеше момчињата и фрлајќи ги потоа во оган, тие момчиња храбро ги претрпеле маките и смртта, но од својата вера не се откажале. На крај, мајката, кога го видела својот последен 3-годишен син, царот бил пренеразен од храброста на овиот дете кој пошло доброволно во смрт. На крај и мајката кога го видела својот последен син, во огинот и самата скокнала во него предвајце на душата на Бога. На денот посветен на светите 7 маченици Макавеи, верниците палеа свеќи за здравје и им оддаваа почит на заштитниците на домовите на православните жители од Глоѓи. Традицијата празникот да се слави како селска слава постои со векови. Славуваме еден празник кога е Свети Макавеи, кога е црквата осветена, некаде пред 150 години. И се така, тераме со годиништа. Ете едно четение од свештениците, еден скромен посен ручек, така и да се собереме, да се видиме. Кога е изградена црквата, од кога датира? Некаде 1862 година. И сега, прошла година нешто реновираме, сами видите, нешто средиме, дотераме, со помош да се искористим приликата на нашите иселеници од странство, не знам, донатор кој е, ми тоа некаде околу 20.000 долара ни прати, пала е многу. Секоја година на празникот има тројца кумови. Представи се. Јас викам Петар Стојанов, село Глоѓи. Папа ми паѓа да бидам во село Глоѓи. Чест ми е задоволство да бидам во село Глоѓи. Има 3 кума, даваат ченца, има музика тука секоја година, така да. На заедничка прослава на празникот се собраа мештаните, гостите од околните села, но и селеници од овој крај. За мене овој собир е неизбришлив, значи се видам со сите селани, многу сум горден што го посетувам родното село и сакам и понатаму да посетувам ако Бог даде здравје. Значи од ова нема подобро, значи мило ми е што сите сме присутни. Ако не секоја година, на секој 2 години доаѓам во селото, присуствувам на овој собир, мило ми е што гледам толку народ, не само од селото, него и од околните села, на овој ден секогаш присутни се. Чествувањето на светите маченици Макавеи во Глоѓи продолжи со братско-сестринска трпеза на љубовта. За 200 души готвимо постно гравче, традиционално, традиционално готвимо тоа. Кој е рецептот за вкусно гравче? За вкусно гравче е рецептот ова гра татовски и битно е кромит, морковче, пипер од низа и лукче. И да се крчка. Гравче смо ставиле 15 кила, 15 за 200 души.
Во дворот на црквата следеше општонародна веселба со многу песни и ора. Добре дојдовте во темата на неделата, овој пат за менаџирањето со отпадот. Ќе го следиме ли развиениот свет и ќе рециклираме или ќе се затрупаме во отпад? Германија е рекордер. 2/3 од отпадот во таа земја се рециклира, а слично е и во други развиени држави. Европската Унија постави цел до 2025 година 55% од отпадот треба да се рециклира. Македонската практика засега е катастрофална. Од околу 800.000 тони отпад годишно, само 8% се рециклира. Сепак има и позитивни примери. Од отпад на хартија до табли за јајца. Оливер Тасевски од Мид Груп компани од Куманово ни го објаснува целиот процес на производство на табли за јајца од рециклирана отпадна хартија. Неговата фабрика е една од ретките, ако не и единствената во Македонија што произведува финален производ од рециклиран отпад. Најголемиот дел од отпадот за рециклирање од Македонија се извезува во земји каде што има фабрики кои што потоа од таа суровина произведуваат готови производи. Тасевски вели дека откупуваат стара хартија и картон кој потоа го мелат и го мешаат со вода. Таквата пулпа низ цевки се носи во машина со калапи каде што се прави финалниот производ. Оттаму таблите влегуваат во сушарата од каде што излегуваат речиси готови. Последната фаза, односно пеглањето под преса на готовите табли се прави рачно, пошто им се лепат соодветни етикети. 30-тината вработени дневно рециклираат 3,5 тони отпадна хартија и произведуваат 50.000 табли за јајца. Тасевски апелира да се подигне јавната свест и кај граѓаните и кај фирмите дека отпадот треба да се селектира за потоа да може полесно да се собере и повторно да се користи. Секогаш каде и да појдеме, гледаме дека на секаде има отпад, а јас доаѓам у ситуација да имам недостаток на репроматеријал. Официјалните податоци покажуваат дека ова е само мал дел од создадениот отпад во Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Македонија годишно се создаваат скоро 800.000 тони комунален отпад. Од нив на депониите пристигнуваат околу 630.000 тони, но само мал дел од тој отпад, односно околу 8% се рециклира. Европската Унија постави за цел до 2025 година да се рециклира 55% од вкупниот комунален отпад и 65% од отпадот од амбалажа. Македонија си постави цел до наредната година да рециклира 60% од отпадот од амбалажа. Пакомак е најголемата компанија во земјава која собира амбалажен отпад за рециклирање. Во Македонија годишно се создаваат околу 100.000 тони амбалажен отпад, а 35% официјално завршува на рециклирање. Ико Брдаровски вели дека ако се земе предвид и собирањето на диво, проценките се дека се рециклира околу 50% од отпадот од пакување. Јавно комунално предпријатие, Кочани, Битола, Гевгелија, Штип и така натаму, со специјализирано возило да ги сервисира нашите контејнери, да собира пластиката, хартијата, стаклото, бидејќи ние постојаме такви контејнери во тие градови, и на крај на месецот да пријави дека од тие контејнери собрале толку и толку амбалажен отпад. Тоа, за жал, освен во неколку градови во Македонија, во 1, 2, 3 града, не функционира бидејќи јавните комунални предпријатија немаат можност, значи не се способни тоа да го работат. Германија е рекордер според рециклирањето на отпад, каде што се рециклираат 2/3 од создаденото ѓубре. Над половина од создадениот отпад во Европа се рециклира уште во Австрија, Белгија, Холандија, Словенија и во Швајцарија. Најлошо од овој аспект во Европската Унија стои Малта, каде што се рециклира помалку од 7% од отпадот, а под 20% се уште Грција, Кипар и Романија. Дека не мора за се да се чека од државата, пример од Нигерија, како рециклирањето од ентузијазам може да прерасне во профитабилна компанија. Имено станува збор за менаџирање со отпадот на многу локално ниво по принципот нешто за нешто. Селектирање на отпадот за бодови, кои потоа можат да се заменат за пари, храна или други потреби.
Нигериска компанија за рециклирање доби меѓународно признание за иновативност во врска со заштитата на животната средина во Лагос. Компанијата која собира пластика за рециклирање беше наградена од фондацијата Крал Бодуен за особен придонес во развојот на африканскиот континент. V-Cyclers започна со работа пред 6 години како ентузијастичка иницијатива, а сега сервисира околу 17.000 домаќинства во предградијата на Лагос. We cyclists started with just one bicycle, going from house to house, collecting plastics, and just getting this kind of award. The significance of it is, it's a dream come true for us, and it's going to open up a lot of doors. Нигерискиот мегаград Лагос генерира огромни количества отпад, односно околу 21 милион жители генерираат десетици илјади тони ѓубре секојдневно. V-Cyclers најнапред собирале отпад од сиромашните, давајќи им бодови кои потоа можеле да ги заменат за пари, храна и други домашни потреби. Денес луѓето сами носат отпад за рециклирање во складиштето. Компанијата потоа отпадот го пресува и им го продава на фирмите за рециклирање. Африканскиот координатор на фондацијата Крал Бодуен, Херф Лисоа, вели дека за наградата имало 244 кандидати, но и комисијата била импресионирана од работата на V-Cyclers. They were developing very effective and very local based solution for a huge problem, a huge challenge, waste management. 15% од вкупниот отпад е пластика, па има огромни можности за рециклирање, сметаат во V-Cyclers. We're hoping for a day where we're going to have a circular economy, where the waste that we generate is recycled and used to create new packaging. Во некои други земји во Африка, како на пример во Кенија, не постои организирано собирање на отпадот, а пластични шишиња за еднократна употреба има расфрлани насекаде, па дури и во дипломатскиот дел на Најроби. Организирано рециклирање нема, па Кенија во 2017 целосно забрани користење на пластични кеси, а сега планира да забрани и употреба на пластични шишиња. Тоа беше се во оваа емисија во која говоревме за потребата од рециклирање на отпадот. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање. Времето денес беше променливо облачно со локални врнежи од дожд и грмежи. Дуваше умерен северен ветер. Минималната температура изнесуваше 16 степени Целзиусови, а максималната 27 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Попладне и кон крајот на денот ќе има услови за локален дожд. Минималната температура ќе биде 14 степени Целзиусови, а максималната 29 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 7. Тука е крајот на денешните регионални вести. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!